Компаниите, предприемачите, поединците активно ги користат мерките кои ги нуди владиниот оперативен план за вработување за оваа година, со кој на располагање на заинтересираните лица им се ставаат 14,2 милиони евра или за 2,6 милиони евра повеќе од минатата година. Успешните бизнис приказни продолжуваат да се нижат, а за тоа говорат и Сузана Блажевска, собственик и главен менаџер на Центарот за убавина Афродита С, и Валентина Дисовска од Сдруженијето на бизнис жени. Мерките кои ги користат отвараат многу можности не само за работодавачите, туку и за оние кои бараат работа или пак посетуваат обука за доквалификација. Проведуваме според новата програма за самовработување и вработување. Направивме договор за соработка за обука на нови и млад кадар. Тоа се одбрани кандидати возрастни луѓе кои се малку загрозена цел и во соработка со Црвен крст и Дом на занечиите, значи добив лиценцирана програма и веќе во тек е спроведување на таа програма. Во моментот се обучуваат 15 возрастни лица кај нас. На крај сме со програмата, значи до 12 март треба да завршиме и мислам дека ќе помогнам на многу 15 жени кои многу од нив се невработени, некои се со многу мал степен на образование, значи се прави и доквалификација на образование и ќе им овозножам, значи да тргнат и сопствено да заработуваат за својот живот. Жените ги користат обуките, ги користат предпристапните овие за вработување, ги користат мерките за започнување на сопствен бизнис. Во принцип ги користат сите мерки. Ние имаме жени кои што се волни да во предакцелераторската програма кои што сакаат да станат жени предприемачи, имаме жени кои што имаат веќе бизнис. Така да оние кои што сакаат да станат предприемачи се волни да ги искористат овие мерки и тие се добредојдени за младите или за оние кои што сакаат да влезат во делот на предприемништво. Додека пак оние жени кои што имаат веќе бизнис, тие се и ги користат мерките за вработување на одредена категорија на лица, без разлика дали се тоа млади, стари или пред пензија, без разлика на полот, ги користат мерките и сметаме дека тие се подобни за развојот на предприемништвото, бидејќи даваат некаква поддршка и некаква помош за жените предприемачи. Со реализација на овој оперативен план се очекува да се отворат околу 10.000 нови работни места. Заедно со Македонија вработува 2, со што значително ќе се придонесе за намалување на невработеноста, која наредната година се планира да изнесува под 22%, а до 2020 година да се намали на 17 до 18%. Во рамки на оперативниот план, кој минатата недела беше усвоен на последната владина седница, е предвидена имплементација на 22 програми и мерки за вработување и 11 услуги на пазарот на трудот, а вкупниот број учесници во предвидените активности се очекува да надмине 41.000 лица.